За чисто како дома исто. Под ова мото денеска на 4 локации во Штип граѓани, ученици, представници на граѓански здруженија, вработени од ИСЕР и екоактивисти го стартуваат така наречениот генералка викенд. Од пренатрупаниот смет и ѓубре се чистеа најзагрозените градски делови. Помеѓу сограѓаните денеска беше и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, чие министерство е едно од покровителите на оваа акција. Навистина треба да дадеме еден пример, посебно овие млади луѓе кои што се овде со нас, не само со акцијата денеска на чистење, туку ова треба да им прерасне во една навика да створат свест кај себе и кај сите останати луѓе во градот дека сметот, ѓубрето треба да се депонира таму каде што му е местото, а не по зелените површини. Штип не смее да се задржи само на оваа викенд еко акција, укажа штипскиот градоначалник Сашо Николов. Апел до сите наши граѓани да не себично влегуваат во вакви акции, бидејќи само на овој начин ќе можеме да ја одржуваме природата чиста, ќе можеме да одржуваме средината чиста. Чистењето и одржувањето на чиста животна средина да не биде само хир, но и аманет за идните генерации, порача Ханес Хекел од Men and Mountains. And to help building a green monument that should be a symbol. Да помогнеме во изградбата на зелен споменик што ќе биде символ for a national renewal of this wonderful country. За еколошка обнова на оваа прекрасна земја. Младите денеска на лице место доследно ги практикуваа советите на повозрасните. Чистата околина е предуслов за безгрижен живот. По вакви треба акции повеќе да има за подобро да живееме и да биде чист воздухот. Исто како мене и другите ученици треба да дојдат и ова да чистат сите. Сите треба да имаме почиста околина и сакам сите врсници да бидеме заедно и да ја чистиме околината. Со механизација, она што младите го исчистија, комуналците од јавното предпријатие ИСЕР го однесоа онаму каде што му е местото. Сепак ова не е единствената акција, листата е мошне долга за наредниот период. Следни акции депонијата ја привршуваме, имаме уште еден куп акции во населбите каде што има огромно ѓубре. Со оваа активност покажуваме дека заеднички и преку вакви организирани активности можеме да допринесеме за почиста и поубава општина и животна средина за сите нас. Во исто време, вакви еколошки акции се одвиваа и во други 10 општини во Македонија. Покровители на првиот екоплан Генералка викенд се Министерствата за транспорт и врски, за земјоделие и заштита на животната средина, како и Канцеларијата на Европската унија во Македонија. За куриозитет, на секој собрани 10 килограми смет, Министерството за земјоделство доделува садници за оформување на нов парк насловен како Сончева гора.